благодарам подпредседателе, почитувана македонска јавност, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми. Денеска говориме по однос на дополнетиот предлог на буџет за 2023 година и како и до сега, како што милува да каже челникот на една партија во коалицијата на власт, повторно овој буџет е нереален, популистички е скроен и иако е бомбастично најавуван како антикризен, тој е всушност инфлаторен, затоа што се потпира во огромен дел на собирање на арач во форма на даноци од народот и бизнис секторот и на високите цени на храна и услуги, па и енергенси кои ќе продолжат да растат и во 2023 година. Овој буџет како држава не носи во должничко робство и банкрот на краток рок. Планиран како ваков, факт е дека нема да се реализира и ќе претрпи големи измени. Ова е најголемиот буџет до сега и изнесува 5,3 милиарди евра или 70% повисок буџет од оној во 2017 година. Овој буџет е планиран во ситуација кога ништо не функционира во државата, кога власта се повеќе краде на товар на се посиромашниот народ, кога уништувањето на стопанството е наизразено, а државата не оди кон банкрот. Оваа влада води расипнички политики, тоа е нотирано и во извештаите на Европската комисија во која што имаме силни критики за македонската економија, особено во делот на реформските капацитети на оваа влада, бавна реализација на реформите и нивно повторување. Оваа влада е комплетно без план и стратегија, целосно неподготвена за услови на криза, со мерки кои што не се насочени за излез од кризата, туку за одржување на привиден социјален мир и за помош, таргетирана помош на фирми кои што се блиски до врхушката на власт, предводена од СДСМ и ДУИ. Исто така, Европската унија ни забележува дека постојат недостатоци во планирањето, имплементацијата и мониторингот на мерките, како и нивна транспарентност и отчетност, кое што влијае на ефикасноста во нивно спроведување. Понатаму, исто така, Европската унија не критикува или ја критикува оваа влада дека не се справува со силната економија и на сите веќе ни е познато дека секогаш кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт, имаме експлозија или раст на сивата економија во државата. Имаме целосно затајување на надлежните институции кои што удираат арач на даночните обврзници кои што често си го плаќаат данокот на сметка на олигарсите и бизнисите на оние кои што се блиски до власта и кои што водат неформална економија, односно работат во сивата зона на економијата. Оттука, одлуката да се наметнат повисоки давачки даноци без контрола и анализа ќе биде во полза само на зголемување на сивата економија. Понатаму, исто така, Европската унија не критикува дека државната помош која што се дава е нејасна. Тоа е културен збор за тоа дека се злоупотребуваат државни пари и истите се насочени кон помош на фирми кои што се блиски на власт. Неспособната влада доведе до највисока инфлација во историјата на државата. Живееме во инфлација од 20%. Историски највисок јавен долг, цени на основни прехранбени производи кои што представуваат луксус за граѓаните, високи цени на горивата, струја која до сега поскапе за повеќе од 30% за граѓаните, а повеќе од 4 до 5 пати или 400 до 500% за бизнисот. Поради неспособноста на владата и немањето на стратегија, цените на основните прехранбени производи пораснаа за повеќе од 30%. Покачен е левот за 48%, млекото, сирењето и јајцата за 40%, маслото за јадење, месото, зеленчукот и овошјето, сето тоа е поскапено за само една година од 30 до 40%. Ако се земе во предвид дека нашето население е релативно сиромашно или едно од најсиромашните во Европа, факт е дека голем дел од приходите нашите граѓани го користат токму за да купат храна и да платат режиски трошоци и енергенси. И токму заради тоа оваа инфлација најмногу ја чувствува нашиот народ. Животот станува неподнослив, синдикалната кошничка изнесува неверојатни 51.700
денари. И она што гледам дека сите бегаат тука од мнозинството е фактот што имаме скоро за 2 пати поголема базична инфлација од она во еврозоната. Ако таа во октомври изнесуваше 9,2% во еврозоната, кај нас изнесуваше, 9,2% во Македонија, 5% во еврозоната. Гледајќи ги проекциите на буџетот, може да се заклучи дека и 2023 година ќе биде многу тешка година за граѓаните. Со нови поскапувања, додека платите на работниците ќе останат на најниско ниво во однос на стандардот и растечката инфлација. Со кого и да разговарате во државава ќе ви каже дека живее во страв, безнадежност и сиромаштија за тоа како ќе се преживее, и следна тема за разговор е тоа дека сака да избега од државата. Верувам дека и вие се соочувате со истите приказни. Веќе 6-та година поред паѓаат во вода сите лаги за подобар живот. Македонија е држава која што е на второ место на индексот на мизерија. Второ место на индексот на мизерија за држава која што беше една од најуспешните држави за водење на бизнис до пред 6 години. Основен показател дека се движиме во погрешна насока е буџетскиот дефицит од 4,6% или дупката од 700 милиони евра и највисокиот јавен долг од 64,4% од бруто домашниот производ. Ако се анализираат проекциите во буџетот за 2023 година, ќе се заклучи дека државата има план да го зголеми плячкосувањето на народот преку повисоки даноци и казни. Класичен нарач за сиромашниот народ, а уште повеќе врз кревкото стопанство кој јавно зборува за неликвидност, за презадолжување и за затворање на бизнисот. 3,4 милиарди евра или скоро 20% повеќе од 2022 година се планира да се собере од даноци или само од данок на додадена вредност треба да се наплатат над 1,28 милиони евра. Ова се инфлаторни бројки кои покажуваат дека инфлацијата ќе продолжи понатаму во 2023 година и дека владата нема намера да ја стабилизира економијата, туку напротив, врз основа на високата инфлација во која народот плаќа високи цени, да го зголеми приходот од даноци. Ваквата проекција може да направи само криминално коруптивна власт која воопшто не се грижи за народот и за бизнисот. Тука паѓаат во вода сите најави дека 2023 година ќе биде година на пресврт. Единствен пресврт кој што мора да се случи е тоа да оваа влада мора да се замине во 2023 година и овој буџет мора да биде последниот буџет кој што го предлага оваа влада. Даночните обврзници во 2023 година наместо помош од државата повторно добиваат високи даноци, казни, репресија, арач, разни злоупотреби кои што ќе нанесат голема штета на нивниот живот, на квалитетот на животот и на бизнисот кој што го водат. Показател за моето тврдење се проекциите за зголемување на приходот од казни за дополнителни 152 милиони денари повеќе од годинава. Сите сме сведоци дека инспекциите под силна наредба на даночниците вршат притисок и делат казни за се и се што во ранливиот реален сектор. Тој терор на зголемени казни и даноци го турка реалниот сектор во сива економија, во која од една страна државата ќе почне да слабее, а од друга страна граѓаните ќе плаќаат се повисоки цени за стоки, услуги и ќе добиваат се помал квалитет. Од тука може да се заклучи дека граѓаните ќе живеат се потешко и се посиромашно, само така може да се оправдаат планираните скоро 600 милиони евра базирани на ценовни шокови и лоша даночна реформа. Почитувана македонска јавност, Македонија со оваа неспособна влада станува непосакувана дестинација кога се работи за бизнисот и странските инвестиции. Само до пред 6 години бевме една од државите кои што беа на врвот за водење на бизнис и инвестиции, а денеска сме црна дупка на картата за инвестиции. И нормално дека е тоа затоа што на бизнисот му треба стабилност и предвидливост, а овие од власта со месеци ветуваат некакви реформи, една даночна реформа, потоа излегува премиерот, вели дека ќе ја укине даночната реформа, после него излегува министерот за финансии кој што вели дека нема да ја укине даночната реформа и доаѓаме на крајот до реформите кои што ги
воведе ВМРО ДПМН во однос на рамниот данок, кој што се покажува како најдобар модел во моментов кој што треба да функционира во фискалната политика. Повторно, по кој пат имаме доказ дека се неспособни да спроведат реформи и дека реформите не се базираат на реални анализи на пазарот, туку на празни флоскули од изјавите живот за сите. Токму затоа нема странски инвестиции, па и за оние кои што се најавени, гледаме дека под тризовите ништо не се работи, нема никакви подготовки за тие најавени нови странски инвестиции. Најтрагично од се што оваа влада не слуша никого, па дури кога се влечат катастрофални потези. Така, на пример, иако подолго време бараме власта да се откаже од дел од приходите и да му помогне на народот, гледаме дека нема намера да се откаже, затоа што тоа им обезбедува комфор во владењето, тоа им овозможува поголема можност да се крадат народни пари, да се договараат тендери во 4 очи, и сето тоа да се прави врз грбот на бизнисот и на народот. И во овој предлог на буџет, власта не се откажува од она што е заштитен знак, а со кое што како главно ветување дојде на власт, а тоа се вработување на илјадници нови партиски војници, и колку да сакаат да го негираат ова е факт, дека списоците се прават токму во штабовите по општинските организации, и од тука истите тие војници се вработуваат на најразлични места, па дури успеавте и законите да ги измените само да може да им обезбедите на вашите партиски војници работа во државниот сектор. Остануваат на највисоко ниво и овој пат нивните омилени ставки за крадење и малверзации на народни пари, како што се расходите на стоки и услуги. Понатаму нивната омилена ставка 425 договорни услуги, и тоа за неверојатни 60 милиони евра повеќе во однос на 2022 година. Понатаму ставките за разни трансфери од скоро 500 милиони евра, и иако рушиме рекорди во однос на лошиот квалитет на живот, во однос на индексот на мизерија, во однос на она што го покажуваат и нашите анкетите на реномираните организации, дека се повеќе народот стравува за преживување, односно на првите места, неколку од анкетите стојат сиромаштијата, стои проблемите во преживувањето и така натаму. Сепак не гледаме дека тука ќе има реално мерки кои што ќе го подобрат квалитетот на живот. Понатаму од буџетот може да се прочита дека неспособноста на оваа влада ќе се покрива со нови задолжувања од 1,5 милиарди евра. Неспособноста на власт, тражбата на народни пари